Која е здравата алтернатива на антибиотиците? Што може да направите за да ја спречите појавата на инфекции или да оздравете без потенцијално сериозни нуспојави кои бараат употреба од антибиотици? Ова се прашањата кои најчесто луѓето си ги поставуваат, особено во период кога настинките и вирусите се многу зачестени. При секоја нагла промена на времето имаме иста грижа. Како да ги одвратиме вирусите и бактериите кои секоја година го напаѓаат нашиот имунолошки систем? Нашата неподготвеност за временските промени по топлото лето влијае да сме поподложни на есенските настинки. Исто така промените во температурата и воздушниот притисок може да предизвикаат мигрени, несвестици, вртоглавици и дезориентираност, дури и кај оние кои се со општо здравје. Во овој период луѓето мора да внимаваат за себе и за имунитетот, да реагираат доколку почувствуваат дека им е лошо и да бидат подготвени дури и на алергии. Настинки и вируси почнаа да измачуваат многу дечиња периодов, па ги преполнуваат чекалниците и ординациите на матичните лекари и на педиатрите. Заладувањето и промената на климата, а особено дружењето и контактите во градинките и во училиштата, им одат во прилог и на пренесувањето и размножувањето на вирусите. Дечињата во многу градинки често се разболуваат ширејќи зарази меѓу себе, па вирусите и бактериите ротираат од едни на други. Доволно е само едно дете да биде болно. Особено во групите каде што децата се помали и каде се уште имаат слаб имунитет, па лесно може да се разболат. Затоа лекарите советуваат да се внимава на храната, децата редовно да се шетаат надвор, соодветно облечени, да се избегнуваат контакти со болни и редовно да се проветруваат просториите, а особено да не ги носат децата во градинките кога се болни. И додека некои имаат своји традиционални здравствени навики кои го засилуваат имунолошкиот систем, некои тргнуваат во борба дури откако веќе е доцна. За да го спречите тоа, некои работи можете да ги промените уште денеска и да му овозможите на својот организам борба против настинка и грип. Во исхраната вклучете доста овошје и зеленчук, заради високиот процент витамини и нивното стимулативно дејство врз имунолошкиот систем. Статистиките покажуваат повеќето луѓе не внесуваат доволно од овие намирници. Ако и вие спаѓате во таа група, ќе мора свесно да се потрудите да ја коригирате таа лоша навика. Соодветното ниво на витамин Д е неопходно за здрав имунитет. Најдобар природен извор на овој витамин е изложеноста на сонце, но во недостиг на сонце земете суплемент на витамин Д. Исто така и цинкот придонесува за нормално функционирање на имунолошкиот систем, но уште подобро е да се јаде разновидно овошје и зеленчук. Многу производи имаат способност на уништување на опасните бактерии. Меѓу нив се кокосовото масло, кокосовиот путер, природниот мед, лукот, кромидот и зелката. Производите кои содржат пробиотици, како што е јогуртот со пробиотик, се одлични за зајакнување на имунитетот. Постојат и многу билки кои действуваат антимикробно, а најпознати меѓу нив се куркумата, ѓумбирот и чили пиперчињата. Штом ќе се разболите, немојте веднаш да посегнувате по антибиотици. Инфекциите се навистина непријатни, но често поминуваат без поголем проблем и без последици, па заради тоа прво обидете се со природна терапија која се состои од чаеви, супи, витамин С и многу овошје и зеленчук.